втората вечер, како сме тука на браникот на татковината, како сме тука сите здружени во отпорот. Во овие 3 дена изминати кажавме многу работи, кажавме за причините, кажавме што може да ја очекува Македонија, затоа вечерва да не се повторуваме, само кратко да продолжам уште неколку работи. Не треба да ве обесхрабрува посетеноста. Македонскиот народ на 30 септември јасно си ја кажа својата намера. 2/3 од луѓето јасно кажа дека не сакат промена на името и не сакат членство во НАТО. Синоќа ви посочив уште 2 примери. Зоран Заев правеше НАТО журки низ Македонија, немаше жив човек. Во Охрид го постави светскиот рекорд во посетеност. На НАТО журката имаше само еден посетител. Фотографија која што ја објави целиот свет. Правеа шатори низ владата. Видовте таму тие шарените со росоидите, преку ден шаторите им беа празни. Ви го кажав и примерот синоќа со Фидел Кастро. Револуцијата ја почнала со 30 луѓе. Кога го прашале сега пред смртта во интервју колку сега ќе ти треба ако ја почнуваш револуцијата, сега рекол ќе ми бидат доволни само 18. Али да се лојални. Така, почитувани пријатели, значи ние ова битка ќе ја завршиме. Крајот некаде на јануари треба да дојде финалето. Или оваа марионетска власт ќе избрише се што е македонско, или Македонија ќе победи. Вечерва, накратко да ви кажам некои работи кои што не се гледаат во јавноста. Сите вие знаете, ние ги посетивме домовите на пратениците од ВМРО ДПМН, тие одметнатите, уценетите. Гледаме веќе во заднина какви притисоци прави власта. После тие наши посети вечерва можам слободно да ви кажам, дел од нив се поколеба, го сменија мислењето во однос на уставните амандмани. Денеска гледаме марионетската власт пушта бомбастично 200 милиони евра проневерени од еден пратеник. Прават пак почна со притисоци. Еден дел од тие 8 одметнати оценети се предомислени. Ние бевме дома кај нив, во нивните домови. Муаветот што го правивме со нив, луѓето едноставно се кршат. Беше поразително. Еве вечерва ќе ви го кажем и ова. Кацарска била во притворот во Шутка и јавно им се заканела со 30 години затвор. Знаеме, меѓутоа, луѓето, пратениците, знаеме на какви притисоци се, меѓутоа не ни е и нас лесно. Не прислушкуваат, не следат. Секој збор ни го мерат. Еве вечерва да ги поздравиме и од Министерството за внатрешни. Таму на ќошот, ако може да видите, има камера и оди директен пренос во МВР горе. Нека слушаат веќе, нема тајни, нема што да изгубиме, бидејќи ова е битка, света битка за секој македонец. Гледате овие пратеници во салата веќе и они се мачат. Вчера гледате за уставните амандмани. 6 пратеници од ВМРО, 15 од СДСМ. Само 20 пратеници во салата ги собираат како животни кога треба само да се гласа. И луѓето се кршат, изложени се на најголеми закани. Ви кажав и со примерот, значи, најбуркало им се законуваат со 30 години затвор. И повикуваме да издржат. Многу брго ова марионетска власт ќе падне. Власт која сите знаеме контролирана и купена од странски центар. Едно треба да знаат, бидејќи еве не слушаат. Нема да дозволим на таа збиршина таму. Гледате кој е внатре, каква збиршина на терористи, криминалци, педери и шпиони на странски служби. Затоа ние таа збиршина во собранието мора да ја победиме. Македонија мора да победи и нема да дозволиме ова марионетска власт да избрише се што е македонско. Мора сега овие оценети пратеници да издржат. Од затвор се излегува. Ако ова го направи, вечно ќе остане и клетвата и анатемата према нас македонците. Мора да издржат и ние ги охрабруваме и ако треба пред настането пак ќе продолжиме, пак ќе ги посетиме. Знаеме во заднината
Тоа не се гледа во јавноста, како ги повикуваат, како ги затвараат, дури се умешал и американскиот амбасадор во директни контакти. Затоа сега мора сите да издржиме во ова од оваа света должност. Ако не сакаат да не избришат како македонци и да избришат се што е македонско. Лаги се тие големи дека во НАТО, во ЕУ зборуваа предходниците дека македонците ќе бидат среќни, весели. Гледате Заев какви лаги шири, Малта не вели тука на Табановце е полно со милиарди евра, чекаат само да го смениме името и Европската унија ќе се нагрне со пари во Македонија, сите да бидат богати. Една голема лага, во НАТО сакаат тие криминални структури, од НАТО им го штити грабежот. НАТО не го интересира грабежот. НАТО сака марионети, послушни политичари кои сакаат да избришат се што е македонско. И овие луѓе веќе ги најдоа од родени македонци кои што треба да ја завршат задачата. Сега останува на нас. Ние во овие неколку дена тука ја загреваме атмосферата. Многу брзо четврток ќе почнеме со блокади на раскрсници. Еве не јавуваме, нека слушаат. Мора да го разбудиме народот, мора да се блокира и ќе бидеме во тие блокади, едноставно ќе го повикаме македонскиот народ. Ние слушаме дека еве денеска поднесувале и пријави тука за огинот, за вознемирување на луѓето, па тие се со росоидни банди се сеќавате пред 2 години испокрчија се живо, испошараа се живо по Скопје, па никој не одговараше. Затоа, значи, нема да им помогнат тие белосветски битанги од Брисел и Вашингтон кои секој ден доаѓаат во Скопје и му операт мозокот на македонскиот народ. Оваа битка мора да ја извоиме сите како македонци, мора сплотени, единствени, сите ги повикуваме, сите здружена бойкотирачи. Еве спомнаа, тука имало синека седница во ВМРО ДПМН на ветераните, мора и они да се приклучат, мора и Мицковски да знае, ова не е битка за лидери, за поединци, ова е битка за опстанок на цел еден народ, битка за Македонија и затоа сите треба да се обединиме на македонски, а после на избори секој нека се оди со своји програми, со своји идеи. Оваа битка сега мора да издвоиме, да изведеме сите заедно. Затоа Македонија ќе победи. Сите некаде крајот на јануари, кога ќе биде финалната битка, сите тука да се собереме и да прославиме жива е Македонија! Да живее Македонија! Да сте живи и здрави! Благодарам, господине. Дали има некој следен господин?